Почитуван секретар на амбасадата на Руската Федерација во Македонија, господин Игор Хопријашчуков, почитувани колеги професори, почитувани присутни, добар ден и добро дојдовте на ова наше денешно филозофско дружење. Како дел од идејата чија што цел е представување на неколку незападни филозофски традиции, Универзитетот Гоце Делчев од Штип во соработка со Филозофското друштво на Македонија и со поддршка од амбасадата на Руската Федерација во Македонија го организира денешниот вебинар на тема Руска филозофска традиција. Целта на оваа идеја е доближување на филозофските традиции кои се помалку познати или помалку застапани и третирани кај нас и во западниот свет воопшто, иако таа релација исток-запад секогаш треба внимателно, значи да ја проследуваме и да ја сваќаме условно или да ја ставиме во некаков контекст, геополитички, културолошки и слично. На самиот почеток на денешниот вебинар го повикувам третиот секретар на амбасадата на Руската Федерација во Македонија, господинот Игор Хопријашчуков, да ни се обрати и да го поздрави овој настан. Повелете, господине Хопријашчуков. Благодарам, дали се слушаме? Да, се е во ред. Одлично. Да. Почитувани дами и господо, драги пријатели, чест ми е да ве поздравам денеска на вебинарот кој е организиран со поддршка на Руската амбасада во Скопје, а на иницијатива на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во соработка со Филозофското друштво на Македонија. Користувајќи ја ова прилика, ви упатувам поздрави и најдобри желби од амбасадорот на Руска Федерација Сергеј Пазникин и во негово име на учесниците на денешниот настан и посакувам интересна и годна работа. Руската филозофија е органичен и уникатен дел на целата светска култура. По својата содржина руска филозофија се обраќа и на целиот свет и на секоја поединечна личност. Руска филозофија е насочена кон менување и подобрување на светот, што е карактеристика на западноевропска филозофија и на самата личност, што е карактеристично за источната филозофска традиција. Светско значење на руската филозофија лежи и во тоа што покрај своите научни и теоретски вредности, таа секогаш демонстрира висока хуманост, како и наклоност кон барање на начини на постигнување социјална правда. Карактерна особина на развојот на руската филозофија е тоа што тој развој се одвива низ развојот на целата руска култура и развивање на филозофски идеи во нашата земја беше секогаш извршено преко литература, ликовната уметност На почетниот период на формирањето на руската филозофија се сматра периодот од 11 до 17 век. Ова фаза во нашата наука се нарекува на различни начини антична руска филозофија, односно древна руска филозофија, средновековна филозофија, филозофија на периодот пред царот Петар Велики и така натаму. Што е специфично духовен извор на таа филозофија беше христијанството, односно православието, а фокусот беше на темата Бог и човекот и односот меѓу нив. Меѓутоа се сматра дека крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век беа златно доба на руската филозофија и во 19-тиот век се манифестираше разноликост на идеи и школи на руската филозофија. Да споменам само западничари, славянофили, радикали, либерали, идеалисти, материалисти и така натаму. Темелите за независно филозофско творештво во Русија ги постави Петр Чадаев, кој искажувал своите ставови во познатите филозофски писма. Еден од најголемите руски философи, Владимир Соловјов, кој се трудел да создаде систем на христијанска религиозна филозофија. Творечкото наследство на Соловјов е наистина големо. Тој напиша не само филозофски трактати, туку и
грациозно-мистички песни. Меѓу светски познатите руски филозофи се и Константин Леонтьев, Алексей Лосев, Иван Илин и многи други, за кои сигурен сум денеска подетално ќе зборува доктор Трајчо Стојанов, професор на Универзитетот во Седелче во Штип, кој ќе очигледно почне од краевите, па ќе оди кон почетоците, како што се вика насловот. И би сакал да го забележам големиот придонес на доктор Стојанов како автор на бројни трудови за руската филозофија, придонес за нејзината популаризација во македонската научна и академска средина. И драго нам е што за вебинарите како овој денешни, македонската публика покажува наистина голем интерес и руската амбасада во Скопје со својата страна секогаш отворена да ќе пружи поддршка, потребната помош во спроведување на такви иницијативи, што секако многу придонесува за заеднување на културните врски меѓу нашите земји и народи. И за крај во пресред на предстојните празници, Нова година и Божич, ви посакувам се најдобро ваму и на вашите најблиски, како и многу среќа во реализацијата на новите проекти во 2022 година. Ви благодарам за вниманието. Благодарност за убавите желби пред се од страна на господин Хопречков и благодарност за ова поздравно, истовремено и инспиративно излагање, значи преку кое што можевме да согледаме и да заклучиме како вистински треба да се негува сопствената култура. Значи, ете, меѓу другото тоа, значи третиот секретар во руската во амбасадата на Руската федерација не го потврди преку тоа колку е верзиран, упатен во, значи во делот историјата на руската филозофија меѓу другото. А самата значи руска култура има една и самата руска мисла, значи има една прилично долга традиција. Значи меѓутоа руската филозофија на овие простори, ако ги исклучиме, значи изданијата на одреден дел од марксистичката литература, значи од времето на Федеративна Југославија, гледајќи ретроспективно не била доволно или соодветно третирана, особено во периодот до пред 20 години на назад. Во последниве 2,5 децении, значи е засилено и евидентно присуството на преводи на дел од темелниците на руската, поготово на руската религиска филозофија, и тоа во дел од нашите соседни земји, а не се изоставени автори, значи, кои што влегуваат во поширок контекст на таа филозофија. За жал, состојбата во нашата земја беше прилично скромна се до појавата на тритомната студија на нашиот денешен главен говорник, значи излагач професор доктор Трајчо Стојанов, Руска религиска филозофија, која е издадена во 2019 година. Значи, покрај ова се појави во последниве години некои преводи на сосем мал дел од руските религиски филозофии, неколку студии за нив, се останато, значи, беше во рамките на инцидентни, изолирани или фрагментирани обиди. Самата руска општа историја е прилично динамична и е пребогата со настани, значи со многу бурни промени, со превирања, со пресврти, а самата руска филозофија е сушност детерминирана од тој историски и општествено-политички контекст. И од тука може да изведеме заклучок за општествена ангажираност на руската мисла, за што впрочем зборува и Фредерик Коплстон, кој што е значи автор на една обемна историја на филозофијата, во која што ја внесува и руската филозофија во еден посебен том, значи, и во тој негов историски преглед на руската филозофија, тој вели дека е факт што од историски причини руските филозофски идеи во Русија филозофските идеи во Русија биле општествено-политички насочувани или подредувани во функција на остварување на некаков општествен идеал. Значи, сега ова го парафразира малку погрубо. Кога се зборува за историјата на руската филозофија, значи неминовно е да се каже дека таа не е произлезена строго само од лулката на руската култура. Туку во еден период била и под западни влијанија. Од друга страна, самата Русија била пак надвор од Римското царство и не го примала на општо духовно и културно наследство кое го добива Европа.
Историски гледано, значи културните, интелектуалните па и филозофските влијанија на западот врз Русија доаѓале преку Франција, Велика Британија, меѓутоа не се задржале толку долго и трајно, особено кога е филозофијата во прашање. Сепак се смета дека најсилното влијание доаѓа од и го има извршено токму германскиот класичен идеализам, а неодминливо е во овој контекст да се спомени и огромното влијание на христијанството, значи не само врз филозофијата, туку и врз руската и мисла и руската култура воопшто. Генерално гледано, значи руската филозофија изобилува со оригинални идеи, концепти, гледишта. Меѓутоа, ако ја разгледуваме од еден компаративен ракурс, може да се забележат одредени влијанија и сличности со останатата светска философија. Во однос на пристапот кон проблемите во руската религијска филозофија, дефинитивно би отвориле значи нов проблем. Тој произлегува од неможноста всушност да се биде сеопфатен, комплетен, да се биде прецизен, токму поради присуството и комплексноста на мноштвото, значи теми, прашања, проблеми кои ги отвора богатата ризница на руската филозофија, како што се соборно познание, Софија, се единство и така натаму и така натаму. Значи, јас сметам дека ова беше доволно како шлагворд, значи и како вака да речеме момент на отварање на овој денешен вебинар и просто ќе би било дрско од моја страна да продолжам повеќе да зборувам, кога пред нас го имаме најголемиот авторитет во нашата земја сигурно, значи за руската филозофија и пошироко за самата руска филозофија, значи ќе говори професор доктор Трајче Стојанов, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, преку неговото излагање на тема руска филозофија од краевите кон почетоците. Трајче, повели. Благодарам, почитуван колега Кирил Трајчев. Поздрав до сите вас, поздрав до господинот Копријачков, третиот секретар во амбасадата на Руската Федерација Република Македонија. И јас, иако сега сум во улога на воведничар, нели, чувствувам должност затоа што на некој начин сум иницијатор на оваа идеја, на овој серијал на представување на незападни филозофски традиции. Чувствувам должност да заблагодарам оваа прилика на амбасадата на Руската Федерација во Македонија, која што и логистички и финансиски го помогна овој настан и уште еднаш, нели, докажа дека таа соработка продолжува, трае и се надам ќе продолжи и во иднина. Како што почитуван колега Трајчев, нели, вие сметате дека е дрско пред мене да говорите за руска философија, така јас сметам дека е дрско пред неколку пријатели, драги руси, вклучени сега на Тимсот, да говорам за Русија и за руската философија, затоа што, нели, не верувам дека некој од страна може подобро да ја познава руската култура, руската мисла и руската философија, се разбира. Но еве да се обидам во 40 на минути, ќе се обидам да го компресирам денешно излагање на тема руска философија, како што е насловено од краевите кон почетоците. Кога ќе се земе ваква голема, да речам, тема, постои таа опасност да се движиме по површината. Но со оглед на хетерогеноста, така да кажем, на публиката, јас сепак се одлучив да го преземам тој ризик и да ви представам големата слика на руската философија преку една презентација на неколку важни моменти од руската философија. На почетокот би сакал, нели, баш заради како еден шлагворд, како една провокација за сите присутни, и оние кои што, нели, не се философи, и оние кои што не се специјалисти за философија, но се интересираат да упатаме една провокација воопшто, нели, дали е можно философијата да биде национална и дали е можен ваков наш концепт кој што го сега промовираме за некакви си национални, незападни, географски одредници на философијата. Можно ли е философијата да биде
национална на некој начин и да биде географски омеѓена. Да, навистина руската философија поседува некаква уникатност, sui generis, сама по себе, така да кажам, но зарем тоа не го поседува и секоја друга философија? Да речеме, не знам, западната е различна од она ориенталната, источната, ова од арапската или исламската. Дури во рамките на така наречената западна европска филозофска традиција постојат уникатни, несомерливи филозофски традиции, не знам, германската различна од британската, ова од француската и така натаму и така натаму. Значи, можно ли е воопшто национална една философија? Затоа што, нели, како што гледате на сајтот, како што провоцира, можно ли да има германска алгебра, француска геометрија или британска биологија? Значи, зарем не се тие вистините до кои што доаѓа науката, а тоа би требало да биде и философијата, не се универзални по своето значење. Но како што ќе видиме и намерно отварам оваа тема, ќе видиме дека да, философијата во својата содржина е универзална. Значи, но во решенијата кои што ги нуди ја има таа, како да кажам, локалност, историчност, ако сакате, се разбира. Философијата не може да се разбере ниту со историчноста, ниту со тој момент на локалноста, ниту со националноста. Туку може би поправо обратно се случува. Историјата, нацијата и локалниот, така да кажам, топос и хронос се разбира со помош на философијата. Затоа што околностите се само почвата на кој што никне таа философија. Но сепак философијата не може ниту да се разбере, ниту да се актуализира надвор од историјата и од историското. И затоа денеска ќе се обидам првенствено да ја разгледам философијата на Русија низ тој општествено-историски политички контекст. На некој начин можеби ќе биде во голем дел, да речеме 2/3 излагањево повеќе за историјата на Русија, за таа културна историја која што, како што кажа и Кирил Трајчев, ја детерминира во многу развојот на руската философија. Го насловив предавањето од краевите, нели? Затоа што сакам да посочам прво на руската философија денеска. Имено руската философија денеска, иако ја задржува својата уникатност, сепак е на некој начин аналогна на развојот на, ајде да кажам, западноевропската актуелната философија. Иако е настаната, ќе видиме, и никната врз почвата на православието, сепак и јас ја бранам тезата дека уникатната руска философија или уникатниот руски продукт е всушност руската религиска философија. Но, како што реков, на ваквиот наш став за уникатноста само на таа философија, изоставувајќи, не знам, материјалистичките, атеистичките, марксистичките тенденции во таа философија, може да ни забележат добрите познавачи на денешната философија, нели? Затоа што овој мој став за уникатноста на исклучиво религиската философска мисла беше доминантна во 90-тите години со распадот на Советскиот сојуз и на некој начин тоа беше разбирливо затоа што се бараше некаква национална идеја да се структурира на тие филозофски основи. Но денеска малку по малку се напушта тој однос кон религиската филозофија и се смета дека и тоа е своевидно претерување и одредено митологизирање, нели, на дури некаков фетишистички однос кон религиската мисла, која што беше актуелна во 90-тите години. Но нели денеска не е напуштено тоа и се разбира на краевите, така да кажам, денеска, од краевите тргнувам, па ќе одиме кон почетоците на таа мисла. Сепак главните дебати како да се враќаат на почетоците. Спорот кој што почна пред неколку века помеѓу така наречените словенофили и западњаци и на крајот на 20-тиот век и на 21 век се враќа со така наречените неословенофили и неозападњаци. Првите, да речеме Сергеј Хоружи, како и нивните претходници словенофилите од пред неколку века, бараат национална изградба на национална философија, отфрлајќи ги западните идеи, особено западниот либерализам, да не зборуваме за западниот неолиберализам и така натаму. И ова разнородно денешно неословенофилско движење има бројни представници, не знам, од крајни десни мислители до умерени следбеници на она религиозно просветителство
која е од типот на Берџаев, Карсавин, Трубецки, кој иако е во рамките на православието, сепак е некако персоналистичко движење. Во втората група денеска на неозападњаци, кон крајот на 20 век, тоа движење се собира околу еден журнал кој се вика Логос и околу неколку феноменолошки кружоци и представници на постмодернизмот. Значи, кои мислители се среќава не само критика на неославнофилските идеи, особено на таквите поими како соборност, се единство и така натаму, кои ќе земаат како примитивни, заостанати и конзервативни и така натаму, туку во ова движење постојат такви залагања за заживување на либералните идеи и промовирање, така да кажам, на една европска филозофска мисла. Кога ќе се движиме сега од краевите кон почетоците, реков ќе се задржиме на социјално-политичкиот контекст, ќе дадеме на систематизација на руската филозофска мисла, ќе видиме кои се основните проблеми и кои се основните особености. Уште еднаш, значи, кога говорам за руската филозофија, јас се уште стојам на тој можеби стар по-застарен став дека руската филозофија, уникатната руска филозофија може да се бара исклучиво во руската, она што се нарекува руска религиска философија. Значи, многу интересно кога да се следат социјално општествено-политичките контексти, затоа што во тоа се гледа, гледајќи тој континуитет на историјата, ја доживувате историјата како една целина и го гледате развојот, што би рекол Хегел, на апсолутниот дух низ историјата. И гледате како тој народ растел низ историјата, растел во својата филозофија, во својот менталитет, во своето поимање на стварноста, на општеството и така натаму и така натаму. Така што навистина е прав Јаковенко кога вели оно што сака вистински да ја спознае руската историја, народ, душа, култура, па и скорешната револуција. Вели треба да се запознае со филозофските страдања на рускиот ум. Во тој социјо-општествено-политички контекст може да се различат неколку периоди. Првиот период секако го нареков паганска ера, тоа е периодот пред покрстувањето на Русија. И всушност тука во ова доба Русија се уште не представува една силна и организирана држава, иако тоа не представува и во мигот на покрстувањето, ќе видиме, за време на владењето на кнезот Владимир, но и во овој период за руската филозофија и за руската култура воопшто мислам дека нема ништо позначајно што би можело да се одвои како важно во развојот на руската филозофска мисла. Оној значаен момент, втор во руската историја, е покрстувањето и монголо-татарското робство. Имено историјата познава многу примери кога еден единствен настан, во моментот на неговото случување можеби не толку видлив, ќе го промени животот и текот на историјата на цела една нација за секогаш. Таков е случајот со чинот на покрстувањето, кој се случува за време на владењето во Киевска Русија во 10 век. Значи, гледаме дека историски сега колевката на руската култура лежи во Киев, денешна Украина, од тамо почнува ширењето на првичната руска држава. Во 10 век кнезот Владимир го прима христијанството од Византија од 988 година. Тој е многу значаен момент од неколку аспекти. Затоа ќе се задржам минута-две на тоа, затоа што прво на правило на кнезот Владимир за да се шири, за да го восстанови своето кнежество, му требало силна идеологија. Знаеме дека пред појавата на идеологиите, во 19 век, таа улога ја имале религиите. Се обидел претходно да го возобнови примитивното паганство, не успеал да направи кохезија и го прима христијанството од Византија и со тоа го прави најзначајниот историски пресврт клучен во историјата на Русија. Колкаво значење му придаваат на овој чин самите руси се гледа и од фактот што подоцна кнезот Владимир е канонизиран за светец од страна на Руска православна црква, тоест го именуваат како рамно апостоле, за тој чин што го направил. Ова е многу важен момент, реков, затоа што го зацврстува националното единство на државата, функционира православието како одредена идеологија и важно е што го прима православието од Византија и тоа само на еден век, 1054 година, на неполн век пред шизмата. И тоа е интересно што
кога се случува шизмата во Европа помеѓу нели се раздвојуваат католицизмот и православието, на некој начин Русија останува, како да кажам, со своето собствено православие. Веќе Иван Грозни во 1533 година зборува дека нашата вера не е ни грчка, не е грчка, туку руска, руска христијанска. Значи, таквото влијание на православието, значи покрај тоа што ја обезбедува уникатноста на руското православие, обезбедува уште еден многу важен момент за развојот на филозофијата. Имено, православието станува интимен дел од руската душа. Значи, првите размисли за светот, за средината, за општеството, за себеци, русите ги формираат во рамките на православието. Значи, православието дошло некако рано, или можеби предоцна, во однос на конституирањето на руската национална свест, и така што православието имала она улога што философијата ја имала кај античките народи. На некој начин руската национална свест се разбудила директно од православието. Русите почнале да мислат со православието. Значи, тие не ја имале таа среќа, да кажам, или несреќа како античката европска цивилизација, да преку Сократ, Платон, Аристотел, преку стоицизмот, така натаму, да дојдат рационално до православните идеи. Русинот ја го доживува православието како некаков мит, преку некаква објава. Значи, рефлексија, и затоа православието се примало првенствено интимно. Тие без многу теологизирање, без многу рационализирање. Рефлексијата, размислувањето, така да кажеме, нешто што доаѓа подоцна во руската интелектуална свест. Тие прво мислат низ митови, низ слики, и токму затоа, нели, овде на презентацијата стои иконата од Андреј Рублјов, во кој период живее и твори познатиот фрескописец, иконописец Андреј Рублјов. Значи, првичниот однос на рускиот ум кон филозофските, кон метафизичките проблеми е преку религијата, тоест преку православието, преку символот, преку сликата, а со тоа и преку доживувањето, а не преку разбирањето на Бога. Во овој период, значи, толку се востановува значењето на руското православие, што религиозната идеја станува универзална, прифатена и од владетелите и од народот. Значи, тогаш постои една симбиоза помеѓу владетелите и народот со крилатицата верата, владетелот и татковината. И конечно, тука се востоличува тој идеал на Москва, на Москва како третиот Рим. Значи, двата Рима паднаа, третиот се уште стои, четврт нема да има. Тоа е лозунгот од овој период. Во периодот од 16 и почетокот на 17 век, после владењето на Иван Грозни, се случуваат, се нарекува во историјата на Русија смутно време, се до доаѓањето на власт на Петар Велики во 1689 година, особено во периодот на 1721 кога е прогласен за император, со што почнува ерата на Руската империја. Ова е значаен период во него, затоа што 36 годишното владење на Петар Велики, историчарите дури го земаат како мегник некој со кој што го разграничуваат развојот на Русија на до Петрова и Петрова Русија. Зошто е значаен Петар Велики? Петар Велики се обидува да ја направи Русија не само света, туку и голема, да ја направи империја. И затоа почнува сериозни реформи, кои што на некој начин одат и наспроти таа црковна идеологија која што до тогаш била доминантна. Значи, тој прокламирал апсолутна секуларизација и ја негирал црковната независност. Од овие мотиви дури го укинува владењето на патриархот и го заменува со свет синод, со кој управува световно лице. Тоа е просто обземен од Западот и се обидува да воведе реформи и да направи промени во државата кои што ќе ја изведат, така да кажам, на европскиот пат.
и наистина направил многу промени. Отворил различни специјално технички школи, воено-образовни установи, Московска школа за навигација, Морска академија, медицинско училиште, инициирал создавање на научни колекции од минералогија, ботаника и така натаму. Отворил во низ цела Русија повеќе од 50 на школи. Првиот весник 1703 ведомости е објавен тогаш. И конечно најзначајниот момент со еден указ ја формирал Академијата на науките во 1724 година, која ќе биде основа за идниот научен развој на Русија. Во овој период, нели, тој мит за и поврзаноста на православието со руската држава и тој мит за третиот Рим, Москва како третиот Рим, Русија, се топи на некој начин, затоа што одеднаш Петар Велики, отварајќи кон западните влијанија, гледаат дека Русија останала само света, а не и развиена на она ниво како Западот. И отворањето на Петар Велики кон западните тенденции е навистина значајно, толку значајно што еден автор го нарекува Петар Велики силен клин кој Русија не го издржа, па таа се распукна на два дела. Значи, за времето на Петар Велики се случува раскол помеѓу самото општество, владеачките слоеви и народ, а подосна помеѓу општеството, нели, државата и конечно помеѓу интелигенцијата и народ. Во овој период почна да се формира јадрото на интелигенцијата во Русија. Ако ги бараме најдлабоко историските корени за Руската револуција 1917 година, можеме да ги лоцираме, значи, тука во владењето на Петар Велики. Духот на Петровите реформи ќе живее долго после неговата смрт и всушност тој на некој начин нема да ги види плодовите на своите реформи. Тие ќе додат многу подоцна. Неговата ќерка Елизавета Петровна ќе продолжи по стапките на својот татко. И во нејзино време е формиран Московскиот универзитет 1755 година, кој денеска го носи името на нејзиниот основач тогаш и иницијатор, почитуваниот научник тогаш Михаил Ломоносов. Од крајот на 17-тиот век со реформите на Петар, нели, па до втората половина на 18-тиот век, Русија целосно на тој прозападен курс, така да кажем, и го достигнува својот зенит во развојот. Веќе првите резултати се гледаат со Екатерина Велика, која на некој начин почнува просветителството во Русија. И тогаш за прв пат влегуваат поинтензивно филозофските идеи од Западна Европа. Значи овде влегуваат идеите на просветителството, а самата Екатерина Велика се декларирала себе си, нели, како Волтерова ученичка, со тоа, нели, слободумие, волтеријанство. Тоа просто станало мода во интелектуалните кругови. Во овој период се уште не може да се зборува за философија официјална во Русија. Иако француското просветителство извршило влијание, тоа сепак било на ниво на помодарство, нели, високите кругови збореле француски, познавале просветителски идеи, било просто модерно, ако сте од високите кругови, да бидете дел од тој француски дух на кој што бил доминантен во Европа. Дури, нели, на некој начин во тој период тој однос кон црквата и смејувањето на црквата одело дури подалеку од самите французи, нели, на некој начин руските волтеријанци станале поголеми волтери од самиот Волтер. Во овој период морам да го споменам тоа дека како резултат на тој секуларизам и таа негација на црквата се појавува некаква желба повторно за некаква мистичност, за некаква религиозност. Но сега, нели, не се враќаат кон црквата интелектуалците, затоа што таа е стара, демоде, не е прогресивна, конзервативна и така натаму. И во овој период се јавува едно многу важно движење, немаме време да се задржуваме, многу кратко, нели, само да ви споменам, се јавува масонството. Значи, руските интелектуалци во 70-тите години на 18-тиот век го започнуваат своето духовно будење преку масоните. Руската мисла првенствено била раздвижена токму од овие масонски учења кои што доаѓаат од Западот. Значи, гледаме и во овие првични импулси на појава на руска филозофија дека русите секогаш имаат тенденција, така да кажем, да се напојуваат од овие мистични извори. Еве сега се фаќаат за мистичниот извор на мистицизмот. Значи,
милуваат русите, чудна е таа руска душа, милуваат мистицизам, милуваат тако некоја конспиративност. Значи, масонството е важно затоа што психолошки, ќе рече Флоровски, словенофилството, кој што се првите важни филозофи, психолошки тие се напојуваат од масонскиот извор. Во овој период е првиот руски интелектуалец, татко на руската интелигенција, Александар Радишчев, кој што е материалист и кој што го напаѓа деспотското владење како спротивно на човековата природа и така натаму и така натаму. Но друг важен мислител е оној пак кој се наоѓа на спротивната страна од неговиот материализам, идеалистот и религиозниот мислител Григорий Сковорода. Тој е другиот крај, другиот пол од филозофијата на Радишчев. Ако Радишчев беше хуманист, рационалист, материалист или подобро дуалист да кажам, Сковорода е првиот религиски мислител. Гледаме како уште на почетокот со овие две имиња кои што може да ги сметаме за официјални имиња на руската филозофска мисла, започнува на некој начин руската мисла да се двои на тие две гранки, на едната на материалистичка и атеистичка, другата на идеалистичка и религиозна. Значи Сковорода е православен мислител кој што стремел кон изградба на една руска автентична филозофска мисла, го нарекуваат и рускиот Сократ. Во втората половина на 18 и почетокот на 19 век се значајни во поглед на тоа што почнува криза општествена, но од друга страна се случува многу важен момент. Тука почнуваат сите придвижувања на духот, значи во тој втора половина на 18 и почеток на 19 век, кај што се јавува она автентична руска философија. Значи тука ќе се јават школите, така наречените духовни академии, кои немаат некој голем оригинален филозофски придонес, но сепак придонесуваат за популаризирање на философијата во духовните академии. Рековме во времето на Екатерина Велика, во времето на просветителството, црквата е исмевана и напаѓање. И во тој момент, што е останало црквата, освен да се повлече во самата себе си, така да кажам, да почне да медитира над себе си, и токму од тие причини дури Екатерина Велика во 1764 година со еден декрет го одзема сиот имот на црквата. И што е останало на црквата, освен да се повлече во себе си, и во тој момент заживува монаштвото. И се појавува така познатата оптинска пустина во лицето на оптинските старци, монасите, што всушност представува она позната руска исихастичка традиција со Тихон Задонски, Пајсевиќ, Вличковски и некои други имиња. Но општествените прилики наистина не се баш најполни. Реформирањето започнато од Петар Велики, просветителството со Екатерина требало да продолжи некако. Но од друга страна, царевите руски се плашеле да го продолжат тоа затоа што знаеле дека тоа ги приведува кон крајот, особено затоа што движење за промена на уредувањето во Европа веќе отпочнале. Имено во овој период е важно историски што Русија на внатрешен план почнува да се соочува со криза, но на надворешен план почнува да јахне нејзиното влијание. Имено во 1812 година под водство на славниот генерал Кутузов, на само 100 километри од престолнината се води познатата Бородинска битка против Наполеон, нели? Иако тоа е пирова победа за обете страни, сепак тоа ќе биде клучно за поразот на Наполеон и Александар I станува клучен играч со тоа на меѓународната политичка сцена. Значи од сега со тоа во Русија конечно станува играч, влегува на европската политичка сцена. Но на домашен план има многу проблеми. Иако од тој момент натаму во Европа гласот на Русија ќе се слуша, сепак дома има сериозни проблеми. Реформите се започнати, не се довршени, нема интерес да се продолжат. Наспроти веќе развиениот капитализам на запад, на истокот на Европа, на широките пространства на Евроазија, имате се уште едно автократско, царско, монархистичко уредување и
почнуваат бунтови, бунтот на декабристите кој што Николај I го задушува и така натаму. И се случува, нели, да Русија на внатрешен план, реков, биде во сериозни проблеми, но на дворешен да биде светска сила, така да кажам. Во овој период можам да кажам, ајде така илустративно, дека Русија не била толку присутна на европската и на светската политичка сцена како во тој период. Во тој период на некој начин била дежурен полицаец, она што денеска е САД во светот, тогаш била Русија и мислам дека тоа е врвот во меѓународната политика на Русија. Но таа голема експанзија, иако во почетокот толерирана, нели, Русија се проширила во Црното море, нови територии, нови пазари освоила, зад Кавказието и така натаму. И сега бившите нејзини сојузници сега прават сојуз со довчерашните своји непријатели. Англија се зближува со Франција, застанува на страната на Турција во Кримската војна 1953, со што Русија претрпува пораз, со Парискиот договор една година подоцна е принудена да ги отстапи териториите. Со тоа, нели, на некој начин ситуацијата дома уште толку се влошува. Николај почнува да се сомнева во се и се што, па така во 1850 година се затворени сите филозофски школи во Русија со една изрека од тогашниот министер за просвета, која мене ми е омилена дефиниција за филозофијата, дека ќарот од филозофијата не е докажан, а штетата е сигурна. Значи ќар нема, а штета сигурно ќе има. Но токму во овој период, кога има сериозни проблеми на домашен план, почнува она што се нарекува златно доба во руската литература. Погледнете ги само имињата кои во тој период твореле. Значи Гоголь, Белински, Херцен, Лермонтов, Тургенјев, Достоевски, Толстој, Леонтиев, Фјодоров, бескрајна е листата на имиња кои што во овој период на златното доба творат во Русија. Со што уште еднаш се покажува дека навистина општествено-историските околности се чуден катализатор за развојот на мислата. Токму во време на криза, тоа може да се потврди и на европското тло и секаде. Кога има сериозна општествено-политичка криза, најинтензивно мисли човековиот ум и создава плодови. Во руската литература во овој период, во помалку од можеби 100 години, Русија го изживува, така да кажем, го преживува сето она што Европа го живеела 2 века пред тоа. Значи, за повеќе од 50 години во Русија се смениле неколку метнички стилови кои во Европа се менувале во период од 2 века. Значи, од средината на 18-ти, преминот кон 19-ти, владеел класицизмот, кој како чедо на рационализмот во Европа бил доминантен во 17-тиот и во 18-ти век. Потоа, на почетокот на 19-ти век, руската литература преминува во сентиментализам. За веќе само по 10 години на сцена дојде романтизмот, а во 40-тите години и реализмот со Гоголь и доцниот Пушкин, тој ненадминлив гений кој еволуира од романтизам кон реализам и ги поставува темелите на руската литература. Со појавата на романтизмот, нели, на културен план, Русија полека фаќа чекор со европските текови, затоа што појавата на романтизмот во Русија се случува во исти период од прилика како и во Европа. И од овој момент на некој начин во овој период, во 20-тите, 30-тите години на 19-тиот век, а особено во 40-тите години, значи на средината некаде на 19-тиот век, започнува вистинското филозофско промислување на стварноста. Значи, ова е период кога руската мисла се разбуди на германскиот идеализам. Од тука започнуваат првите чекори на руската филозофија. Кант, Фихте, Шелинг, а подоцна и Хегел ги привлекуваат младите руски умови кои се обидуваат не само да ги интерпретираат, да ги толкуваат, туку и самите да се, така да кажам, да се вознесат до вртоглавите метафизички димензии до кои дошле нивните германски колеги. И интересно е што за првите умувања, првите размислувања филозофски се промислување на историското. Значи, најпрво кога почнуваат да мислат руските филозофи, мислат за прашањето и местото и улогата на Русија во светот, во културата, во историјата и така натаму. Значи, првите теми се социјално-политички или, ако сакате, историосовски. И затоа се тука важни и доминантни идеите на Шелинг и на Хегел за смислата и целта на историјата, за светско-историската мисија на големите народи, за умното остварување на историскиот процес и така натаму, кој што
го возбудуваат рускиот ум. Одоевски представува е важен лик во овој период затоа што е председател на првиот филозофски кружок во Русија, на кружокот на љубомудрите или кружокот на философите, кажано нели интернационално, кој што е и во почетокот идеалист под доминантно влијание на Шегел, на Шелинг, но како во своите зрели години тој целосно е посветен на проучување на мистичка литература, особено на списите на светите оци и мистиците како Симеонов Богослов, Григорий Синајски и така натаму. И во овој период се отвара она што ќе трае можеби како отворен проблем и до ден денес, она што се нарекува проблемот Русија. Што е Русија? Европа, Азија, каде на која цивилизација припаѓа, што е нејзиниот придонес и така натаму и така натаму. Славјанска ли е, православна ли е првенствено, кои идеи да ги усвои. Тоа го прави едно писмо на Петар Чадаев, кој што вели дека Русија не испишан лист на хартија и на кој единствените цивилизацијски вредни нешта ги испишал Запад. Русија сама по себе, вели Чадаев, е лишена од вредност. Ова предизвикува бомба во руските интелектуални кругови, во руското општество, дури на ова провокација одговара тогашниот цар. Тој е затворен, единствено писмо кое што му е дадено да чита е Библијата. И од овде на некој начин Чадаев е провокација на она, и со тоа се враќаме сега на почетоците, на таа јасна поделба на русите на славенофили и на западњаци. По отварањето на оваа дебата за проблемот на Русија се издвојуваат тие две гледишта на славенофили со представниците Иван Кириевски, тоест зачетниците Иван Кириевски и Алексеј Хомјаков, на кој подоцна ќе им се придружат по десетина години имињата на Константин Аксаков, Јурий Самарин, овде може да се сместат и така наречените почвењаци, Аполон Григориев, дури и еден Фјодор Михайлович Достоевски, и новите славенофили од 19-тиот век, крајот на 19-тиот век, Константин Леонтиев и Николај Данилевски. Значи, тука се отворени во овој славенофилски табор сите прашања кои што малку подоцна ќе се обидеме да ги продискутираме за целосното познание, интегралното познание, единството, личноста и така натаму и така натаму. На западњачки позиции првенствено стојат историчарите Грановски и Соловјев, оној таткос на познатиот филозоф Владимир Соловјев, правниците Кавелин, Чичерин, литературните критичари Белински и Ањеков и интелектуалците Херцен, Чернишевски, Добролюбов и така натаму. Тие се дел од она руска интелигенција која ќе биде иницијалната каписла и она линија која ќе доведе до руската револуција од 1917 година. Првите застапници на ова, како се вика, на ова движење на западњаците, Висарион Белински и кој што нема оригинални идеи, но е застапник на социјалистички ставови, критичар на актуелната руска состава и така натаму. За разлика од него, Александар Херцен прави обид за разработка на собствени социјалистички теории. Од него е тој обид да направи руски некаков социјализам заснован на руската селска заедница. Со ова тој ја развива таа руска варијанта на социјализмот од литературата позната како селански или руски социјализам. Со ова веќе философијата влегува во акција, така да кажам, на промена на општествената стварност. Во турбулентни времиња се и во таква атмосфера на турбуленција доаѓа Александар II, син на Николај I, кој на 19 февруари 1861 година го укинува крепосното селанство. Значи го кинува крепосното право и со тоа Русија станува земја на слободни граѓани. Интересно е да направиме паралела, сега не можам точно ама мислам дека негде десетина години после ова во САД ќе се укине робството. Значи Русија го укинува робството во наводници десетина години пред Соединетите Американски држави и ова поминало гладко, така да кажем, додека во САД тоа е предизвикало граѓанската војна. Но овој чин, значи, ќе биде многу значаен затоа што ќе го промени темелно општеството, ќе се засилат овои материјалистички, револуционерни, социјалистички тенденции. Значи тука во овој период твори, го гледате на сликата, и работи Михаил Бакунин, анархистот, нихилистот Михаил Бакунин. Тука се застапниците на социјалистичките идеи на материјализмот и атеизмот Чернишевски, Добролюбов, Писарев, Михаиловски и така натаму.
И во овој период интензивно се подготвува дури теренот од овие организации, така да кажам, за промена на системот. Се формираат разни револуционерни организации. Во 1886 година се формира Земја и волја, каде членува Плеханов. Нели? И овие радикални организации во 1881 година на 1 март ќе извршат и атентат на Александар II. Ова е значи многу важно, затоа што гледаме дека веќе Русија во 19 век е нова земја. Ослободени се крепосните селани, тоа создало нови социјални предуслови, настанало социјално раслојување, се појавиле сиромашни, од кои ќе никне подоцна пролетаријатот, се јавува буржуазијата, новата селска буржуазија, се појавило ново стопанство, предприемаштво, се забрзал процесот на поделба на трудот, се појавила специализацијата, разни ступански, други нови индустријски гранки и така натаму. И многу интересно во овој период руската култура, руската индустрија почнува да расте интензивно и дури според некои статистички податоци го има највисокиот раст во светот. Ги надминува не само старите Англија и Франција држави, туку старите европски држави, туку и новите и исто така брзо растечки Германија и Соединетите американски држави. Значи, но овој раст, брз раст и старото феудално и монархистичко уредување направиле противречност која не можела долго да се издржи, и тоа ќе донесе конечно до познатата револуција во времето на кралот, на царот Николај I. Значи гледаме како сцената е поставена за развој на револуцијата и промена на општественото уредување. Но во овој период е многу значајно во културна, филозофска, литературна смисла, што ако го претходно тој век го нарековме златниот, ова е сребрениот век кој започнува од 90-те години на 19 век, кој се експлодира со Максим Горки, со Бунин, во филозофијата и во културата се појава на модернизмот кој што го внесуваат Розанов, Мерешковски, и се разбира тоа кулминира во познатиот руски символизам, уште еден уникатен руски производ, уникатен. Символизмот не се појава, нели, се појава во Франција првенствено преку Верлен, Рембо и така натаму, но добива специфики во Русија, особено со сопругата на Мерешковски, Зинаида Хипиус, во сликарството тоа е името на Михаил Врубел, во музиката на Александар Скрябин, на PowerPoint-от гледате една од познатите слики на Врубел, Демонот. Значи, ова е период во кој што се случува таа религиозна ренесанса со појавата на Владимир Соловјов 1853-1900, кој што на некој начин ја подготвува религиозната ренесанса во Русија, која започнува од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. За да ви биде јасно од тој развој, накратко еве и периодизацијата која ја направив во мојата книга за руската филозофија, на предходници на руската филозофија, значи тоа на што го зборувавме 18-19 век, духовните академии Сковорода, масоните и така натаму. Филозофските темели поставени во тие 40 години и 60 на 19 век, споменатите славенофили, духовните академии, филозофијата во литературата Достоевски, Толстој и Фјодоров и Соловјев, разработките на таа филозофија со Трубецки и браќата кнезови Трубецки и академската религијска филозофија. Како четврт период може да се зборува за таа најава на нова религиозност преку името на Розанов и она што се нарекува во литературата нова религиозна свест преку Мерешковски, Шестов, Берџаев и така натаму. И руската религијска филозофија во својот зенит со имињата на Карсавин и Франк, со метафизика на сеединството, интуитивисти, со филологијата со Флоренски и Булгаков, мислителите теолози Флоровски, Зенковски и така натаму, и поновите разни религијски аспекти во филозофијата на Вишеславцев, Илин, Ерн и така натаму и така натаму. Кога сме кај проблемите, нели со ова полека привршуваме, кога сме кај проблемите, можам да кажем дека во таа оригинална руска филозофска мисла
може да се издвојат според мене како најфреквентни следниве 6 проблеми. Тоа е проблемот на соборното познание, проблемот на сеединството, проблемот на Софија, проблемот на богочовештвото и руската идеја. Првиот проблем, соборно познание, во суштина се гносеолошки и антрополошки проблеми кои што се вкрстуваат во уникатноста на православниот мистицизам, каде што познанието воедно е и обожение и спасение, така да кажем. Проблемот на сеединството е уникатен руски проблем. Тоа е на некој начин метафизичкиот фон, метафизичката позадина на која се разработуваат сите проблеми. Значи, иако повторно ќе кажам, нели, овие не се уникатна измислица на руската мисла, но се ставени во оригинален православен контекст и затоа се интересни, затоа што и проблемот на сеединството, единството на сите нешта во светот меѓу себе и со Бога, не е нешто ново. Тоа може да го најдеме уште у антиката, кај Хераклит, кај елејците, кај Ксенофон, нели, па се до неоплатонизмот во средновековните мистерии, мистички учења, па се до ренесансата и учењата на Кузански и на Џордано Бруно, нели, коинциденција опозиторум и така натаму. Значи, не е тоа нешто ново, но го ставаат во специфичен православен контекст и се обидуваат да дадат една уникатна нота. Проблемот на Софија е можеби најпознатиот, но и најконтроверзниот продукт. Значи, според мене тоа е највиталниот поим и најинтересниот проблем во руската филозофија. Софија или премудроста Божја има разни доживувања, разни интерпретации или поточно доживувања, затоа што првиот доживува Софија Соловјев пишува 2 поеми за таа вечна женственост, убавина, девственост и така натаму. Значи, различни се интерпретациите, од женско начало, па во еден гностички и неоплатонистички дух се зборува за своевидна еманација на божественото, па се оди до тоа да таа се прогласува за четврта ипостас, нели, покрај Бог Отец и Светиот Син и Свети Дух, се прогласува за четврта ипостас на Бог. Поемот на богочовеството, тоа е своевидна идеја која што е историосовска, но е обид да се богословски поим се разбира, но го ставаат во контекст на нивната историософија, во контекст на православието, имено како што вели Трубецкој, човековиот род, како што го сваќа христијанското откровение, е нешто повеќе од органска целина. Тоа е едно суштество, соборно тело Христово. Значи, човештвото е тело Христово преку црквата и од тука тој поем на богочовештвото како обид да се направи една универзална поврзаност помеѓу луѓето. Петиот проблем е руска идеја, кој што е исто така полислоен, може да се зборува дека таа е политичка теорија, може да ја третирате како своевидна историосовска идеја, своевидна идеја за мисијата. Значи, тоа е рускиот мисијанизам, кој што многу брзо преминува во руски месијанизам. Значи, тоа е таа идеја на третиот Рим кој што нели треба да го спаси светот. Тоа е значи политолошка, историосовска идеја и така натаму. И конечно последната е космизам, која што на некој начин е резултат на сите овие превирења до сега. Значи, татко на космизмот може да се смета Фјодоров, но тоа е поем кој што е и религиозен, но е и научен. Значи, добива разни интерпретации, од христијански до природонаучни, затоа што од Фјодоров таа линија продолжува се до Циолковски, да кажам, Констант Циолковски, кој што е инспираторот на руската вселенска програма. Всушност целиот овој космизам ја подготвува таа програма, таа идеја за освојување на космосот. Значи, космизмот е обид да се реализира се ова што го зборувавме пред малку, да се оствари сеединството, богочовештвото, да се спаси космосот како задача, нели, на човештвото. Затоа оваа идеја вклучува се од православие, псевдонаука, мистицизам, окултизам, езотерија и така натаму. Значи, на некој начин ја знам да кажам дека тој обид на космизмот да го спаси според божествените начала космосот е на некој начин конечен влез на
трансценденцијата, на идеите на трансценденталноста во иманенцијата. И со тоа полека привршуваме. Како за провокација ќе ги фрлам неколку од особеностите на руските на руската философија, а тоа е незината апликативност. Значи, затоа ставя на прва како за провокација, затоа што колку и да изгледа метафизична руската филозофија, колку и да изгледа длабоко религиозна, колку да изгледа оддалечена од стварноста, сепак русите кон филозофијата пристапувале од незината, како да кажем, апликативност. За нив и најголемата метафизичка идеја имала применливост. Значи, руските мислители никогаш не ја издвојувале мислата од акцијата. И метафизиката за нив била социјална и политичка. Имено, нели, и со тоа на некој начин најдобро ја демонстрираат суштината на философијата, затоа што философијата е мислење во акција. Не е таа нешто апстрактно, како што се обидува да се покаже. Таа најконкретната можеби од сите науки, ако воопшто е наука, затоа што таа е избран, организиран, структуриран живот кој што е изведен според некои метафизички претпоставки. Значи, таа е некаква програма која не води во животот. Значи, потоа една сентенца која што употребува еден автор е дека во руската филозофија постои неуроза за оригиналност. Русите просто се гонети од тоа да направат оригинална философија, да биде различна од дури и тие материјалистичките тенденции треба да бидат различни од европејските. Исто така, друга специфика е онтологизмот, значи примарност на битието пред се друго, на светот, има исклучиво религиозни белези кои што дури може да се следат дека се присутни и во материјалистичките тенденции. Значи, она што како ќе каже Зенковски, во Русија се можни рамо до рамо и материјализмот и идеализмот, и тоа од ист корен. Значи, и рускиот теизам и рускиот атеизам на некој начин има таа религиозна инспирација која е карактеристична за рускиот ментален склоп. Таа склоност кон тоа сеединство, таа скоро магиска склоност на духот да опфати се, да гледа се субспеција етернитет, или ако сакате субспеција еклезис, од видот на црковноста, на еклесиолошкот. Значи, затоа и космосот, во космизмот, нели, е желба да се спаси космосот овде и сега, од Царството Божие да се оствари овде и сега. Значи, ова аргументација е многу интересна, ќе ја оставам како провокација за крај, дека целата филозофија на Русија може да се гледа религиозно, за да појаснам, ако се пристапи од тој холистички пристап, од таа желба на русите да создадат еден целовит, кохерентен, компактен поглед на свет, да го објаснат од еден внатрешен центар. Нели, на тој начин кај нив, затоа е сеединството клучна категорија. Затоа што постои таа желба за слевање, за стопување со божественото. И во таа смисла тоа е и методологија, но и содржина на руската филозофија. Значи, на некој начин таа инклинира кон тоталното. Впрочем, често големите умови, нема мал во овие руски имиња што ги наведовме, во обидот да креираат систем кој е сеопфатен, кој ќе објасни и опфати се, паѓаат големите умови во таа соблазна да креираат систем кој ќе го прогласи, нели, се што е надвор од тој систем ќе го исфрли, ќе го прогласи за нестварно, како што велеше Хегел, нели, се што е умно е стварно и се што е стварно е умно. И нели, дотолку полошо за таа стварност, како што повторно би рекол Хегел, ако не се вклопува во тој систем. И таквиот систем има желба да поклопи што повеќе од стварност. А сето оно што не може да го поклопи, да го вклучи во себе, во најчест случај ќе го исклучи, во најдобар ќе го третира како нестварно, а во најлош случај, да бидем иронични, можеби понекогаш ќе го стави во логор. Веројатно ваквата длабоко интимна, темна црта на индивидуалниот руски гений може да се припише како општа една карактеристика и да се третира како една национална соблазна, од каде произлегле и најголемите национални трагедии на овој народ. Да се сетиме, нели, на сен што поминала низ историјата. И од оваа перспектива може да се свати и рускиот месијанизам како една особеност на руската филозофија.
Реков ќе бидам краток, не успеав во тоа колку што мислев. Ви благодарам за вниманието. Од мене е толку, да сте ми живи и здрави, да не заборавам да ви посекам среќни новогодишни празници. Или сега ќе оставим ако имам простор за дискусија, за прашање и така натаму. Знам дека да се истрча целата руска философија, да се прикажат неколку векови во 40 на 50 минути просто невозможно, и знам дека испадна полош од тоа што се надевав. Но во секој случај благодарам. Благодарност до колегата Трајче Стојанов за ова исцрпно елоквентно фундирано излагање. Навистина ова беше рамно на еден мал подвиг, или да речам направи така еден филозофско-аскетски чин преку ова. Значи она што е обемно, она што е, да не кажам бесконечно, да го ставиш во едни минималистички рамки, навистина повеќе од подвиг. И затоа уште еднаш упатувам честитки. Се обиде навистина да ја отвори најшироко лепезата на теми, проблеми, на аспекти во руската филозофија, не се малку нели самите се убедивме во тоа ако концентрирано го следовме излагањето. Значи руската филозофија проследена значи во целата нејзина историја со многу провокативност, со многу контроверзи и така натаму. Мислам дека ова што го слушнавме беше доволна провокација, значи инспирација за сите нас присутни денес. И со ова го отварам последниот блок од денешната програма, значи наменет за прашања, коментари, споделување на впечатоци и слично. Повелете. Значи слободно со користењето на алатките преку Microsoft Teams или вклучувајте се вака и преку сојавување, значи со кревање рака или со вклучување на микрофонот секако. Јас би имал, ако веќе никој не се јавува од останатите присутни, би имал вака едно веќе има кренати две рачиња, значи секако ќе оставам можности, ќе дадам збор на пријавените. Јас себе како модератор ќе се оставам за подосна, ако веќе имаме време за тоа. Значи по редослед на јавување, колку што можам да приметам, Ведран Митковски, а подосна тоа е веројатно колегата Александар Стаматов, колку што можам да видам. Повелете. Да се одмјутира само колегата Митковски. Да, молам од техника, значи кај Ведран Митковски да се вклучи микрофонот. Митковски, дали не слушаш, можеш и сам да го направиш тоа, чека да видиме што се случува. Да. Или евентуално во интерес на време колегата Стаматов ако може ако може да го вклучи микрофонот и нека се вклучи слободно. Дали се слушаме? Да, во ред. Да. Добар ден. Ве поздравувам од далечниот исток, од Тајпеј, овде кај веќе вечер. И драго ми е што може да се видиме вака, одамна не сме се виделе, да се гледаме сега преку ова модерна технологија. Но да не должам многу, ќе се обидам да видам краток и јасен со моето прашање, бидејќи јас се занимавам со филозофија која што изобилува со мистицизам, и колегата Стојанов спомна дека и русите биле многу привлекувани од мистицизмот, па дури и масоните. Но тоа било се западен мистицизам. Сега мене ме интересира колку и дали постојат некои од руските филозофи кои што биле привлечени од источниот мистицизам, како на пример од Индија или од Кина, индиски или кинески мистицизам. Еве на пример германските филозофи кои што се изучувале во Русија, меѓу нив бил и Шопенхауер, кој што и тој бил под влијание на теми од индиската филозофија. А подоцна знаеме дека и Хајдегер го истражува Лао Це и таоизмот. Сега, дали има такви некои филозофи, и ако има или ако нема,
дали тоа може во иднината некако да придонесе за развојот на руската филозофија. И ова би било како прво прашање, а второ прашање би било, бидејќи на крајот исто спомнавте дека руските филозофи биле секогаш гледале метафизиката да се претвори во акција, во дејство. Значи, не е само теорија, туку теорија и пракса. И тоа е исто еден дел што се наоѓа во кинеската филозофија, да речеме неоконфуцианизмот, дека теоријата и праксата се едно, се единство. Теорија без пракса е некорисна, а пракса без теорија е опасна, да речеме. Мал се парафразирам. Тие се тие две прашања, ако може да... Ти благодарам, колега Стаматов, наистина ми е драго што гледам вклучен денеска и на овој вебинар за руската филозофија. Мислам дека беше вклучен и на кинеската, но не се вклучи во дискусија. Ти благодарам што денеска зема збор. Да, накратко, нели? Да, има такво влијание, затоа што, како што самиот рече, главните влијанија доаѓале од европско тло, од германскиот класичен идеализам, а многу добро знаеме, нели, дека тие исто така биле повлијани, и од целата таа европска традиција, да речеме, не знам, Јакоб Беме. Соловиев, ако бараме некој кој што најдиректно е инспириран од овие ориентални филозофии, тоа може да кажеме дека е Соловиев. Но наистина русите имаат еден синкретички дух, па кога зборуваме за влијание, тоа наистина е комплексно. Да речеме во концептот на Софија, има испреплетено не само од европскиот мистицизам, има испреплетено од кабалата, од некои средновековни мистерии, антички мистерии, од средновековниот мистицизам. Значи, тоа е таква една, вака да кажем, таква една каша, особено кај поимот на Софија, кај што многу тешко може да разлачите, нели, што е дел од православниот мистицизам, што е дел од ориенталниот, што е дел од влијанието на кабалата, на еврејскиот мистицизам и така натаму. Значи, буквално тие, особено потентен за примање на такви влијанија бил Соловиев. Значи, неверојатен ум, тоа е просто вруток, не можете да се изначудите што се е изначитал тој човек и какви се влијанија прима. Така да директно да, има ориентални влијанија. Кинески не во толков обем, нели? Но има, особено кај Владимир Соловиев. А уште еднаш околу теоријата и практиката, значи јас намерно го фрлив тоа како провокација, затоа што таа желба за апликативност, дури и на метафизичките, религиозните теории, таа на некој начин за русите е толку природна и од таа перспектива може според мене да се разбере дури и слепото, да не кажам месијанско прифаќање на марксизмот како философија која ќе објасни, ќе растајни се, ќе објасни се од еден центар и ќе го растајни и општеството и животот од перспектива на една идеја. И затоа можеби и наспроти Марксовите очекувања дека комунизмот ќе се развие во земји кај што се созреани условите, нели, кај што се собрани противречностите на феудалното општество, наспроти тие очекувања на Маркс, кај што се созреани условите за револуцијата се случи во Русија. Значи затоа што комунизмот беше прифатен во Русија, комунистичката идеја, како теорија, беше прифатена како едно пророчко исполнување на надежите. И за русите можам да кажам, ја имам такво доживување, дека комунизмот беше токму една таква визија, религиозна. Затоа реков, целата руска филозофија има религиозна интонација. Дури комунизмот беше религиозен, една сеопфатна, магиска, пророчка идеја која треба да ја спаси и Русија и светот. Затоа нели Русија целата е пророчка. Русите и социјализмот го доживеа религиозно. Така, на тоа мислам дека вака сакаше да ме прашаш? Да. Добро, ти благодарам многу за одговорот, да, баш добар одговор, се доволен сум. Благодарам. Посакувам среќни празници и се најубаво. Ти благодарам, пријатно. Вака, значи, јас само една мала интервенција имам. Мислам дека некој пише, не успеав да регистрирам, кој за споделување на презентацијата преку чет, дали е возможно тоа? Да има во чет, за да се некој евентуално, мислам, така, може би сака нешто да проследи. Микрофонот, Трајче, не е вклучен.
Да, презентацијата, да, ќе се обидам да ја пуштам во... Да се сподели за да може евентуално ако има потреба некој, нели, бидејќи имаше Да. некој барање, не регистрирав кој побара. Ќе се обидам да Така, ако јас ќе си дозволам, бидејќи во контекст на она што колегата Стаматов го значи прашуваше и коментираше, ќе си дозволам значи да земам збор и да се надоврзам на тоа и да поставам прашање истовремено, ако следиш Трајче, значи Да, повели. Значи, кога сме веќе кај тој филозофски синкретизам во руската филозофија и кај појавите што се поврзани значи со влијание од мистицизам, езотерија, па дури спиритизам и така натаму, и влијание од источната мисла, значи од арапската или од индиската, ќе споменам неколку имиња, па еве вака би значи побарал твое мнение, да кажеме, каде би се сместили тие, дали воопшто постои легитимитет некаков да бидат третирани како дел од главните филозофски струи во руската мисла. Еве, пример имињата на Гурџиев или на Петар Успенски, да кажеме. Или на крајот на кришта, ако се вратиме назад во 19 век, теозофското движење на Хелена Блаватски, ако таа не била, мислам како да кажеме, постојано во Русија и не е од чисто руско потекло, има нешто германско, нели? Меѓутоа, сепак ете еден коментар во врска со тоа. Дали кога се зборуваше за космизмот, да речеме, дали има, така да кажеме, малку по флексибилни рамки, може да влезат и тие, да кажеме, еве, имиња, иако пак ќе кажем, може би се на маргините на филозофијата, дефинитивно многу синкретички, значи може да ги третираме, меѓутоа е вака твое мнение во врска со тоа. Па да, како нели, впрочем ти благодарам Кирил. Впрочем самиот го даде одговорот. Да, може да се смесат во тие движење на космизмот, во одредени теософски направленија, во одредени теософски идеи и секако во она што го нареков во презентацијата, каде тоа да го најдам, во систематизацијата, што го нареков нели теолози во филозофијата. Во секој случај нели богата е руската мисла и овие имиња што ги спомнати, ја не ги спомнав во моите излагања, се обидов да се задржам на некои од најважните, на најсигнификантните и на оние кои што според мене извршиле можеби најголемо влијание токму и врз овие кои што ти ги споменуваш, но во секој случај нели се важни да се споменат и благодарам нели за таа забелешка. Помалку или повеќе секако да, мислам во кога веќе така ако правиме еден комплетен увид во таа цела историја, поготово од 19 и 20 век. Ворете, значи вака, само уште една мала интервенција, имаше прашање дали добро, за кинеската филозофија веќе е достапно, ворете. Значи прашање дали ќе бидат достапни за студенти, прашање дали од кинеската филозофија, ворете. Не се обидов, веќе одговорено. Не успеав овде, не можам се снајдам нова да го споделам во чатот, колешката Марија го бараше презентацијата, ако успеам да се снајдам ќе ја пратам овде во чатот, ако не ќе ја споделам на мејл, а предавањето се снима и ќе биде достапно како и претходното за кинеската филозофија. Така, тоа е важно, значи за сите што ги интересира. Значи Ведра Митковски, односно ако успеа да се одмутира, да. Да, ако Да, успеа. Добро. Колегата Љупчо Митковски. Повели. Не е намерно, нели, ова допривање го користам, нели, тимсот кој што мојот син Ведран го по службена должност го има. Сакам да се заблагодарам, нели, на Трајче. На други поздравам сите, нели, кои што денеска зедо збори што се тука присутни. Мислам дека Трајче навистина и според оценката на Кирил беше на место, даде еден извореден приказ за толку кратко време. Нели со сета, нели сиот ризик, нели што самиот го напомена да биде површен, меѓутоа мислам дека сепак гребна и на доста места и под површината. Така да го сметам ова за едно исклучително достигнување, нели во вакви рамки за да се добие поширок приказ, нели, за еден подолг временски период и за една, нели, цела една национална особеност во филозофска смисла.
Јас сакам да поставам прашање во друга насока. Нели, од прилика Трајче почна со од краевите кон заврши кон почетоците, го затвори кругот, нели, како во филмот на Милчо Манчевски. Моето прашање би се однесувало, нели, на иднината. Значи не од сега, не за тоа што било, него за некакви очекувања во иднината во ваков контекст. Имајќи ја предвид сегашниот геополитички и да речеме филозофски контекст, нели, во Русија, во кој што да речеме во некоја смисла можеме да зборуваме за одделување од Западот. Тоа е феномен кој што подолго време трае, но веќе добива, да речеме, и некакви драматични димензии последниот период. Дали во тој контекст можеме да очекуваме нели, во сегашниот контекст кој што го споменам во неозападњаци, нели, неословенофили, или не ја спомна можеби третата струја Азијците. Или евроазијците. Тие на некој начин можете да се трактуваат како неословенофили, нели, меѓутоа сепак имаат и друга димензија. Какви се твоите очекувања, во кој правец, да речеме, и филозофскиот одговор на оваа ситуација ке во иднина, нели, ке какви произведенија, нели, би... Ти благодарам, колега Митковски. Да, тоа беше колегата Љупчо Митковски, инаку председател на Филозофско друштво, со чија поддршка се организира и овие вебинари. Ти благодарам за говорот и за прашањето. Прашањето е во основа пророчко, како да кажам, и веројатно како такво би требало да биде упатено на русите. Тие имаат таа пророчка црта во себе си. И во однос на нели па на драматичните димензии на таа иднина, исто така по однос на тој драматизам веројатно би требало да одговори амбасадата за драматичните димензии на иднината. Се шегувам. Сакам јас навистина нели кога спомна евроазиството, да би можело да се квалификува и се става најчесто во тој табор на неословенофили, на некаква нели уникатна, оригинална руска философија и така натаму. Како и до сега што видовме во историјата, развојот на руската мисла и на целата таа традиција засебна, веројатно ќе зависи секогаш од, како да кажем, од општествено историските прилики и ако сакаме модерно да се изразиме, и од геополитичките. Долго време, нели, јас сега ако сакам да поедноставам, долго време во европската, светската цивилизација доминира едно културно начело, а тоа е англосаксонското. Значи, ако можеме да генерализираме и да поедноставиме, значи, не знам, германското начело, славјанското од една страна и англосаксонското. Овие првите две, така да кажам, ја загубија битката за универзализација. Колку во иднина ќе опаѓа англосаксонското, а колку ќе јакне ова славјанското и со тоа и во културата, и во филозофијата, зависи главно, мислам, од политиката и од геополитиката. Еве, да речеме, ги спомнавте, нели, евроазијците, заради доминацијата на ова западно начело, колкумина од нас знаат за идеите на неоевроазијците. Колкумина од нас, например, јас кога бев, русите се уште се обидуваат внатре да ја држат жива тоа културно начело на славјанството. Голем дел од сите општествено-политички собитија и се врзани за најглавните славјански и се славјански празници и идеи. Некако овие, значи, заради таа од една страна самодоволност и изолираност на Русија, тие можат да си дозволат барем внатре во себе да го држат живо тоа славјанско начело и православно начело, додека другите помали славјански држави заради изложеноста на посилни влијанија
многу тешко го одржуваат. Например, кај нив е празник на душата, не само официјален, денот на се словенските просветители. Разни миропријатија, разни настани се организираат, разни случувања по тој повод, кај што се обидуваат да дадат значење и тежина на тоа. Како ќе се развива и дали ќе станува доминантно, наистина не знам, но она што сум сигурен е дека ќе продолжи да дава вредни плодови, барем за нас истражувачите, така да кажем. Така, ти благодарам ако бев доволно јасен, не знам. Благодарам. Ако има некој друг да се јави за збор, да постави прашање, да прокоментира нешто, да сподели, нека повели. Чини дека нема. Вака, ако веќе нема, се извинувам трече, значи ако веќе нема, еве можност за едно финално обраќање од твоја страна или евентуално ако има потреба, значи нашиот уважен гост, господинот Игор Хопријачков, повелете, значи пред да одзивам јас веќе ако нема други дискутанти, значи што ќе се јават. Имаше еден коментар, имаше во пост, молам погледнете го во чат. Само да видам. Аха, Марија. Па да, колешката Марија Тодоровска, да, ти благодарам. Па веќе спомнав, тие две тенденции се доминантни со кои што почнува руската мисла, словенофилска и западњачка. И во западњачката, да речеме, струја може да се разлачат неколку. Значи денеска руската филозофска мисла се развива аналогно, барем она современо аналогно на да кажем западното. Значи имате феноменолошки струи, постмодерни истражувања во областа на филозофијата на јазикот, филозофијата на науката и така натаму. Значи буквално како пандан на ова западноевропската. Од друга страна, нели, продолжуваат тие истражувања на националната самобитна филозофска мисла на основа на православието и на славјанството во овие словенофилски, тоест неословенофилски тенденции. Особено е доминантна во овој случај ова ново евроазиство и името на, не знам, помалку или повеќе сомнителниот Александар Дугин. Тоа се отприлика моменталните тенденции, иако рецентните филозофски струи во Русија, иако нели морам да признам одблиску веќе неколку години не следам најдетално што се случува. Да, Марија, ти благодарам. Ако мислеше тоа да прашаш. Да. Молам. Добро, Трајчев, ти благодарам. Да, за да продолжам што ми го даде збор. Ако веќе нема, ако веќе нема други, колега, да му дадеме збор, да му дадеме можност на господинот Хопријачков да се обрати, па подосна ќе полека ќе одивуваме. Повелете. И сакал само накратко да се заблагодарам на организаторите на настанот и секако посебно на професор доктор Стојанов за врло содржајно и интересантно излагање за руската философија и ќе кажам уште еднаш, сигурен сум дека такви настаните ќе поттикнат на тамошен раст на интересувањето за руската филозофија во македонската научна средина, помеѓу академците и секогаш сме спремни да соработуваме во остварување на такви иницијативи. Така да се надуваме и очекуваме ние во Руската амбасада нели да наставиме со ова соработка и да заедно ќе направиме уште повеќе такви настани како што е овој денешен. И значи толку од мене. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме ние. Благодарам. Јас
простете, колега Трајче, што деломно си ја зимам модераторската, да кажам. Не, борете сосема Трајче, мислам. На настанот, како да кажем. Да, затоа И што сум... си дел од организацијата и учесник сега излагаш, така што слободно, мислам. Да, Јас само на кратки поздрав, толку. Да, затоа што на некој начин се чувствувам повикан во таа смисла, затоа што од дел од иницијацијата на овој настан на овие серии на представување на незападни филозофски традиции, во кој што навистина ми беше идејата да фрлиме светло на некои не толку доминантни, барем на овие простори, филозофски идеи, да осветлиме некои култури кои што ми изгледаат далечно, во суштина не се блиски. И еве сега да најавам, но нели земете го со известна доза на оптимизам, но со далеку поголема доза на резерва, дека по нова година ќе продолжат овие вебинари во серијалот Незападни филозофски традиции, ќе продолжат со еврејската, турската, а многу веројатно и иранската философија. Така што ќе се гледаме на овие вебинари. Мене веќе во улога на воведничар нема да ме гледате. Јас нели можеби ќе бидам само модератор на некој, но ќе бидеме тука по нова година. Уште еднаш дозволете ми само да се заблагодарам и на секретарот господинот Игор Хопријачков и на амбасадата на Руската Федерација кој што го поддржа настанот и кој што секогаш нели ги поддржува настаните поврзани со Русија. Да се заблагодарам на модераторот, на председателот на филозофско друштво и на филозофско друштво во целост кој што застана за оваа идеја и стои како коорганизатор или поддржувач покрај Институтот за примената филозофија и етика и на Факултетот за образовни науки при УГД. Да заблагодарам на моите студенти кои што имаат трпение да го следат ова. Ќе имате бодови за ова и ќе имате висока оценка. Ви благодарам уште еднашка на сите, ви посакувам среќни новогодишни божични празници, чувајте се да се видиме до година во живо на некоја од средбите планирани во рамките на овој проект Незападни филозофски традиции. Благодарам уште еднаш од мене. Само за крај, значи, благодарам Трајче. Само за крај, благодарност за присуството секако на представникот од амбасадата на Руската Федерација, господинот Игор Хопријачков, до останатите присутни представници значи, од амбасадата, до сите останати кои што го следе овој вебинар. Се надевам дека барем ако не следниот, некој од наредните настани, како што рече Трајче, значи ќе бидат во живо, односно со физичко присуство. И ова е во живо на некој начин, ама од дистанца. Значи, така што секако тоа е и поприродно, поготово за нас, луѓето кои што се занимаваме со филозофија, со наука, секако, значи, тие средби се, така да кажеме, од непроценливо значење, значи, не само како вака официјален настан, туку и сите дружини, оно што значи, подосна ќе се прокоментира и ќе се случува, значи, секако е исто така од голема полза. И истовремено, ова е прилика секако во ова предпразничен период да ви ги честитам празниците, значи новогодишните и божикните, и да ви посакам се најдобро во ова вакво време на здравствена криза. Уште еднаш се заблагодарувам и се гледаме во некоја следна прилика, значи по сличен повод. Поздрав на сите, пријатно. Поздрав, пријатно. Али може нешто на кратко? Ајде, во ред. Кој е? Стаматов, повели. Не сега јас да бидам последен. Се извинувам, не видов крената рака. Беше веќе во фаза на одјавување. Не сега бидам последен што зборува нели на ова. Во ред, сосема си е легитимно и тоа, да. Да, пошто бидејќи со ситуацијата со COVID-19 се создадаа услови да се среќаваме на ваков начин и да држиме предавања и разговори и состаноци и се што, а се надеваме дека во иднина тие ќе бидат со физичко присуство, дека ќе нема COVID-19 ситуација. Јас само се надевам дека ако во иднина се состанувате со физичко присуство, тоа да биде на хибриден начин, значи и физичко и онлайн, така што тие кои што живеат далеку, како мене например, да можат сепак да присуствуваат. Да, се вака колега Стаматов, благодарам значи за предлогот. Секако барем настани што беа во организација на филозофското друштво, како главен или коорганизатор sejedno, значи се случува така. Мислам веќе имаме искуство со такви настани, значи
во хибридна форма и успешно беа реализирани на задоволство на сите. Се надевам ако собереме сили, ако има технички услови, значи дека ќе секако дека ќе се направи обид да се реализира на таков начин, да. Добро, да не се спекирам тогаш, добро. Да. Секако за да бидат испочитувани сите, да се даде можност на останатите. Пак ќе речем во рамките на техничките можности пред се. Така. Да, добро, ви благодарам многу тогаш. Благодарам и на тебе. Уште еднаш, значи, се најдобро и се гледаме во нека следна прилика. Пријатно.